Комисијата за европски прашања ја продолжи седмицата на која се расправа за предлог законот за употреба на јазиците во прво читање. Со законот се предвидува во сите органи на државната власт во Република Македонија, централни институции, јавни предпријатија, агенции, дирекции, установи и организации, комисии, правни лица кои вршат јавни овластувања согласно закон и други институции, службен јазик покрај македонскиот јазик и неговото писмо да биде и албанскиот јазик. За пратениците од опозицијата, тоа е противуставен, зашто според нив говори и фактот што се носи со европско знаменце, иако нема никаква европска регулатива со која се усогласува и тој ќе донесе само дополнителни поделби, а не кохезија во општеството. Нема никаков страв за распад кај нас. Ние тоа што го нудиме е да најдеме едно подобро решение, но во уставни рамки, затоа што овдека требаше да седат и уставни експерти кои што ќе го образложат во детали што е проблемот со самиот закон и доколку се стави во уставни рамки да ја подобри ситуацијата на сите малцинства во Република Македонија, но и на македонците онаму каде што тие се малцинства. За предлагачот и за пратениците од мнозинството, законот е дел од патот на евроатлантските интеграции на Македонија и на никаков начин не го нарушува ниту уставот, ниту унитарниот карактер на државата. Е многу значајно да ме разбирате во мојот говор, кога зборував за саботажа, не зборував за ВМРО, но кажав за сите политички партии, албански ВМРО, СДСМ и за сите зборев. Ако навистина вие како ВМРО се грижите за сите етникуми во државата, да го смениме уставот, да го смени унитарниот карактер и да биде Македонија држава на сите граѓани на Република Македонија. Законот со европско знаменце во комисијата се разгледува 3 дена, а од ВМРО ДПМН бараат поширока дебата. Законот за употреба на јазиците на пленарна седница е на 13 септември.